Добра вечер. Започнува дневникот на КТВ, понеделник 23 март 2026. Викендов, министерот за земјоделство Цветан Трипуновски беше на средба со земјоделски производители од Росоман и Неготино. Во Неготино се одржа трибина, гласот што го слушаме, македонско најдобро. Денеска, согласно активностите на тимот кој што го предводам, сме овдека во Неготино на средби со земјоделците, со лозарите од оваа општина. Се наоѓаме во општина која што заедно со Демир Капе, каде што покрива подрачните единици, имаме над 3850 земјоделски стопанства регистрирани односно инвентирани во нашиот регистар. Согласно потоците кои што ги имаме над 8000 хектари кои што се обработлија површина во оваа општина. Најголем дел или преку 4000 се од областа на лозарството. Денеска, како што знаете, согласно кампањата, согласно овие средби што ги правиме, да поразговараме, го слушнеме гласот на секој еден македонски земјоделец во секоја една општина кој што работи и придонесува во нашиот агросектор. Оваа кампања е да ги презентираме актуелните политики на министерството, го слушнеме гласот на земјоделците, укажувањата и да ја добиеме практично навигацијата во наредниот период во каква насока треба да се движат македонските политики, односно заедно да ги креираме овие ситуации. Знаете дека се наоѓаме во делот Тиквешијата, познат под брендот квалитетно македонско грозје, од кој што произведуваме квалитетно македонско вино, кој што е барано надвор од нашите граници. Минатата година имавме една, речи се, успешна берба со над 120 милиони килограми македонско грозје, од кое што се произведува македонско вино. Се надам дека оваа година ќе имаме уште поуспешна година, затоа што работиме на системите за наводнување, за навремена и доволна количина на вода. Дел од системите се санираат за да бидат во една полна функционалност уште оваа година, така да ние како министерство продолжуваме посветено да работиме во овој дел на активностите кои што се согласно закон и определба на владата и на Министерството за земјоделство. Министре, цената со нафтата ќе се одрази и како во земјоделскиот сектор. Се размислували во таа насока за некаква дополнителна поддршка, бидејќи цената ќе ја диктира и цената на производите? Видете, го имаме комуницирано ова прашање. Владата во целина ја следи состојбата во делот со цените на нафтените деривати. Сигурно доколку има потреба, како влада ќе реагираме во делот за да се ублажат овие пикови кои што ги имаме во делот на чинење на цената на нафтата. Да, точно е. Земјоделското производство најголем дел зависи од делот на нафтениот дериват и неговата цена, бидејќи највеќе учествува во процесот на земјоделско производство. Напредуваат градежните активности на улицата Задругарска во Кавадарци. Во моментов се врши изработка на постерлица со тампон од дробен камен, пошто следува асфалтирање на целата улица во должина од 250 метри и широчина од 6 метри. Проектот е со финансиска конструкција од 5 милиони денари, информираат од локалната самоуправа. Интервениравме во ДДВ-то на горивата за да нема драматично зголемување на цените. Вака премиерот Христијан Мицковски денеска на новинарско прашање објасни зошто владата не интервенирала во акцизите за горивата, туку се одлучи да го намали ДДВ-то од 18 на 10%. Донесовме одлука најпрвен да прогласиме кризна состојба во трајање од 30 дена, а потоа и донесовме одлука да го намалиме данокот на додадена вредност од 18 на 10%. И ние сме една од ретките влади во Европа, можеби има уште една или две влади, кои што директно од буџетот поддржуваат стандардот на граѓаните. И така и ќе продолжиме, бидејќи за нас представува најголем интерес и приоритет да го поддржуваме стандардот на граѓаните. Тоа е и целта на една народна влада, каква што пледира да биде оваа влада. Така што имаме уште неколку чекори, уште неколку мерки, но внимателно ја следиме ситуацијата. Граѓаните и бизнисот треба да бидат спокојни. Во овој момент имаме предизвици, ќе има предизвици, но електроенергетската состојба во државата е исклучително стабилна, но исто така и снабдувањето со нафта и нафтени деривати е исклучително стабилно, така што во овој момент не само што ги задоволуваме домашните потреби, знаете, поради најниската цена на бензините и дизел горивото во регионот, имаме многу граѓани од соседните држави кои што полнат гориво на бензинските пумпи кај нас. Притисокот е најголем на западната, северната и јужната граница. На запад Охрид, Струга и Дебар, на југ тоа се Битола и Гевгелија, на север тоа е Куманово.
некаде околу 150.000 литри на ден имаме зголемена потрошувачка, доколку се спореди тоа со она кое што е вообичаена потрошувачка од минатото. Фондот за здравствено осигурување на Македонија по барање на Министерството за внатрешни работи спроведе контрола на боледувањата кај вработените во МВР, откривајќи сериозни неправилности. Овие наоди водат кон промена на правилата за боледување. Таму не е важно првиот чекор да го направиме интеграција на податоците за боледување, бидејќи во моментот кратките боледувања се во мој термин, а долгите боледувања се во Фондот за здравствено осигурување и се надеваме дека со проектот за интероперабилност на двете бази ќе ни се овозможи да ги погледниме и кратките боледувања, бидејќи во испрекинати боледувања со кратки паузи на различни диагнози се најчестите злоупотреби, а тие податоци се во мој термин. Се надевам дека многу брзо ќе постигнеме напредок во тоа, а сакаме со синдикатите и работодавачите да отвориме еден диалог за како да се намалат можностите за злоупотреба, истовремено да не се зголеми теретот за тие што навистина треба боледување. Значи во ниеден момент не сакаме да направиме штета на тие што навистина требат боледување. СДСМ бара итна истрага зошто Славевски незаконски го кочел изборот на вице-гувернери на Народна банка. Скандалот со блокираниот избор на вице-гувернери во Народната банка отвара сериозни прашања за работењето на Трајко Славевски за состојбите во оваа клучна институција. Зошто се кочи изборот на вице-гувернери? Дали Трајко Славевски намерно ја блокира постапката? Мандатот на двете вице-гувернерки е истечен уште лани. Изборот е законски регулиран со прецизни рокови кои се истечени, а се уште нема избор. Прекршен е член 55 став 1 од Законот за Народна банка и рокот од 22 декември 2025 година е изминат. Ова доцнење отвара и дополнителна дилема. Дали одлуките на Советот на Народна банка во вакви услови се целосно легитимни и функционални? Кога клучни позиции не се потполнети, се доведува во прашање функционирањето на Народната банка. Трајко Славевски има директна одговорност за оваа состојба. Ова не е прв пат Славевски да носи политики на штета на граѓаните. Да подсетиме. Славевски беше против зголемување на минималната плата, директно спротивставувајќи се на интересите на работниците. Како председавач на Советот на град Скопје, во изминатите 4 години беше дел од хаосот на главниот град. Нефункционалност, застој на проекти и целосен институционален распад. Истиот тој човек, почитувани, денес управува со Народната банка. Дали ова доцнење е резултат на неспособност или на свесно партиско калкулирање? Народна банка е место за професионалци, а не за партиски кадри на Славевски. СДСМ бара итна истрага за причините. Финансиската стабилност не смее да биде жртва на политички игри и на неспособноста на Славевски. СДС да одговори дали 1,5 милион евра од аферата Рекет завршиле кај нивниот нов PR шеф Башановиќ, праша на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. СДС да одговори дали 1,5 милион евра од аферата Рекет завршиле кај нивниот нов PR шеф Башановиќ. Кукниот пријател на Заев и негов личен советник Зоран Башановиќ, кој сега е шеф на Центарот за лаги и манипулации на СДС, според извори од неговата матична држава, се вели дека 1,5 милион евра од аферата Рекет завршиле токму кај него. Српските медиуми, освен Заев, го поврзува и Башановиќ како еден од учесниците во аферата Рекет, а како што се вели во еден српски портал, во снимен инкриминирачки разговор, Башановиќ вели дека сега е време се да се наплати и дека конечно е дојдено времето да биде полн како брод. Освен овие 1,5 милион евра, да подсетиме дека имаме сведоштва за тоа дека рекетираните пари
завршиле кај Зоран и Вице Заеви. Исто така, правосудните органи кои ги штитат Заеви, ова никогаш не го истражија. Од СДС треба и да одговорат зошто секогаш кога некој ќе биде истеран од сопствената држава, како што беше случајот со Онишченко и овој со Башановиќ, а истите се сомничат за криминали и коруптивни случаи, Заев и Филипче ги вдомуваа во државата или во нивната партија. Почитувани граѓани, ете кој го води СДС и ете кој го води нивниот PR тим. Луѓе кои се синоним за криминал и корупција се секогаш во врвот на СДС. Во Социјалдемократскиот сојуз се потребни реформи и чистење на криминалците и корумпираните функционери. Во спротивно, на следните избори СДС ќе го достигне дното и би се нашле под 100.000 гласови. Владата нема сериозна стратегија за справување со енергетската криза која е на повидок. Наместо државнички пристап, сведоци сме на импровизација, стихија и дефокусирање на јавноста. Надлежните за доцнија цели 2 недели со мерките за заштита. Нашите пресметки покажуваат дека ова доцнење го чинеше народот повеќе од 4 милиони евра, средства кои завршија во буџетот за да се крпат дупки од лошо менаџирање, пишуваат меѓу другото во денешното соопштение од Левица. СДСМ бара надзорна расправа за законот за македонски јазик. Како што ВМРО-ДПМНЕ лажеше дека ќе го врати името, така водеше и лажна кампања дека е загрозен македонскиот јазик. Денес, македонскиот јазик е признаен од целиот свет и од Европската унија. Но македонскиот јазик денес е загрозен од владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Не се применува законот за употреба на македонскиот јазик, закон кој значи заштита, унапредување, почитување и збогатување на македонскиот јазик. Законот беше донесен во јануари 2024 година, после 18 години со голем консензус од сите пратенички групи во изминатиот состав на Собранието, со широка дебата и со вклучување на сите предлози на сите засегнати од овој закон. И што имаме денес? Имаме целосно игнорирање на сите одредби од законот. Имаме именувана директорка на инспекторатот, има работна верзија од стратегијата за македонски јазик која започна да се работи пред само неколку недели. И толку. Не функционира инспекторатот, нема вработени, нема лектори, не се почитува ниту употребата на македонскиот јазик на јавни настани, а никој не реагира. И кога сакавме да разгледаме како од имплементацијата на овој закон, свативме дека нема ништо спроведено. Навистина, ништо. Секој буџет од 2024 наваму и секој ребаланс гледаме кратење на пари. Нема пари за примена на законот за македонски јазик, ама има за тендери. И кога некој би поднел пријава за било кое од овие непочитување на законот, нема кој да постапи. На барање на владеачкото мнозинство се направи промена во законот за примена на македонскиот јазик, со кој нивото на инспекторатот се намали, советување дека тоа се прави само и само истиот да профункционира. И повторно не функционира. Токму затоа денес, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата поднесуваме барање за надзорна расправа за примена и имплементација на одредбите од законот за употреба на македонскиот јазик. Ние не клечевме и не молевме за власт, ветувајќи промена на име. Ја штитиме Македонија преку НАТО и ја сакаме Македонија во ЕУ. Тоа се национални интереси и тоа меѓу другото е и заштита на јазикот. Го поднесуваме ова барање за да се најде решение и конечно законското решение да почне да функционира. Ги повикуваме сите претеници да го поддржат ова барање, бидејќи се работи за заштита на македонскиот јазик. Од културата, Стефан Хаджи Николов со самостојна изложба пред Кавадарчани. За реномираниот ликовен уметник, ова беше 93-та самостојна изложба во неговата кариера. Оваа вечер сме овде каде ја отвориме изложбата на Стефан Хаджи Николов, една прекрасна изложба со неговите уметнички дела од сите три циклуси на Стефан, односно неговото творештво, имаме прикажано речиси од се. Музеј галерија Кавадарци, како што рековме, оваа година слави 50 години од самото постоење и оваа изложба е еден од 50 настани до 7 септември. Веќе почнавме со
големиот празник наш Василица, продолживме со Свети Трифун и со сите обележувања на сите паднати борци. После Стефан продолжуваме активно со изложба на девојките, 7 девојки, еден различен концепт, неконвенционален концепт, односно изложба што досега не била во Кавадарци. За Стефан јас нема што да зборувам, самите дела кажуваат доста, а и Зорица ќе се обрати и ќе каже повеќе, ќе земе збор повеќе. Јас имам среќа што имаме вакви другари и пријатели во Музеј галерија Кавадарци, па можеме секој месец да донесеме по еден по двајца и да представиме пред нашата кавадарчка јавност. Вечера стоиме пред свет во кој се преплетуваат три вечни теми: жената, виното и љубовта. Три сили што го носат животот, што зреат во времето и што се преобразуваат исто како бојата на платното. Во делата на Стефан Хаџиниколов, жената не е само форма, таа е извор на енергија. Виното не е само мотив, тоа е символ на зреењето и преобразбата. А љубовта не е раскажана, таа се чувствува тивко во односот меѓу светлината, телото и просторот. Покрај оваа сензуална и смирена фигурација, авторот отвара и друг свет, свет на апстрактна енергија. Во тие дела бојата се ослободува од формата и почнува да пулсира како чувство. Длабоките сини, интензивните црвени и златестите тонови не прикажуваат, тие докажуваат. Тие се како ехо на истата таа љубов, како внатрешен пулс на животот што не може да се види, но може да се почувствува. Така меѓу фигурата и абстракцијата, меѓу телото и бојата, се создава еден единствен визуелен јазик, јазик на созревање, на тишина и на енергија. Во овој свет, жената не е само инспирација, туку почеток. Виното не е само символ, туку процес, а љубовта, таа е силата што ги поврзува сите нешта. Дозволете да му честитам на авторот за овој значаен и зрел циклус. Со особена чест ве поканувам да го поздравиме авторот на оваа изложба, Стефан Хаџиниколов. Ви благодарам пред се на вие тука кој дојдовте да посетите оваа изложба. Некој дојде и од Скопје. Се благодарувам на градот Кавадарци, на Музеј и галерија Кавадарци, на директорот Јаким, на кустосите Зорица и Трајче кои направија, напиша едни осврти за моето творешто. Со тоа тие се внесени во каталогот. Потоа на фотографот и дизајнерот на каталогот Тони. Едноставно Кавадарци стана трет град во Македонија каде што јас имам најмногу изложби, после Скопје и Охрид. Ова ми е пета самостојна изложба, јас кажувам бројки, но и бројките многу кажуваат. Ова ми е 93-та самостојна изложба, што не кажува за мојот квалитет, дал сум квалитетет или не спрема бројот на изложбите, тоа кажува за една моја посветеност кон публиката, едноставно кон љубителите на ликовна уметност и сакам моите дела да ги покажувам едноставно пред јавноста. Вие сте тука собрани во пристоен број, да кажеме, има доста посетители, но сум отворил изложби кај што имало и половината од овие присатни на отварањето, но сепак сум бил задоволен што некој ги видел моите дела. И понатаму ќе продолжам, нели ја бркаме таа бројката 100 изложби самостојни, се надевам за година-две. За оваа изложба пристапив сериозно, можеби малци и повеќе отколку на другите изложби, така да направив пресек на еден период на дела што ги има вработено на тема вино, некои дела што не ги има видено публиката во Кавадарци работени во последните години и моите апстрактни пейсажи кои се една определба која ја негувам повеќе години и се трудам да направам и во таа област нешто повеќе. Ви благодарам уште еднаш многу. Продолжуваме со информации од спортот. ГФК Тиквеш ја впиша и четвртата победа во серија. Во првата македонска фудбалска лига, во рамките на редовни игри, и успеа да го изненади Силекс и да го совлада со 2:0. Во Кавадарци Тиквеш ја забележа четвртата победа во серија
и колку толку се оддалечи од опасната зона на табелата. Овој пат во Кавадарци настрада Струмичка Брера, која загуби со убедливи 6:1. Македонија Ѓорче Петров достоинствено и парираше на Шкендија, но на крај загуби минимално со 0:1. Вардар беше непријатно изненаден на гостувањето кај Арсими, каде загуби со 1:0. Во Битола, Пелистер не успеа да ја совлада Струга, која славеше со 0:2, а колото заврши денеска со средбата Шкупи Башкими. Во втората македонска фудбалска лига се одиграа средбите од 21-то коло, во кое се постигнаа следниве резултати. Беласица Тетекс 3:1, Слогавиница Шкендија Рачиново 0:5, Детонито Согово 2:4, Скопје Кожув 1:0, Охрид Варна Неготино 4:0, Преспа Брегалница Штип 0:3, Саса Новаци 0:0 и Големо Конјари победа 2:0. Во третата македонска фудбалска лига, група Југ, на програмата беа средбите од 17-тото коло, а резултатите се: Борец Млекар 4:0, Тополка Венец 3:4, Младост Превалец 0:1, Влазними Јуниор Ултрас 1:1 и Росоман Башкими 0:4. Слободни во ова коло беа екипите на Бучин и Питугули. Во машката кошаркарска МТЛ Суперлига ово викенд се одиграа средбите од редовното, но турбулентно 20-то коло. Работнички ја оправда улогата на фаворит и го совлада тимот на Ангели со убедливи 107-67. Гостивар го искористи домашниот терен и го совлада Маđари со 86-66. Кожув го приреди најпријатното изненадување и во Гевгелија го совлада шампионот МЗТ со 88-80. Во скопската пресметка Чаир го пречека Феникс, кој славеше со 67-81 и остана во игра за место во плейофот. Во дербито на колото, ТФТ максимално ги искористи грешките на Пелистер и победи со 99-84. Денеска во Кавадарци Тиквеш Голден Игл го пречека Куманово во надпревар во кој кавадарчани имаат само една опција – победа, бидејќи само така остануваат во трка за плейофот. Девојките во рамките на Шпар Касел Лайф првата лига ги одиграа средбите од третото коло од Оролоџото. Крива Паланка очекувано го совлада Спортим од Неготино со 93-52. Вардар немаше никакви проблеми против Делчевски Патриот и славеше со 99-88, а во дербито на колото Бадел го изненади актуелниот шампион Баскет Кам и славеше со 54-48. Мошто интересно беше во Кавадарци, каде Про Баскет го пречека МЗТ. Кавадарчанки сепак покажаа дека во моментов се поквалитетен тим и победија со 72-50. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, претежно во планинските региони ќе има услови за повремен дожд. Ќе дува умерен, наместа повремено засилен ветер од северен правец, температурата ќе се движи во интервалот од 6 до 14 степени. Од четврток ноќта до крајот на викендот под влијание на циклонска активност следува период на нестабилно време со локални врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни, а ќе има и услови за појава на ретки грмежи. На планините и некои од повисоките места врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег. Во четврток и петок претпладне ќе дува засилен ветер претежно од јужен правец. Ги следевте содржините во дневникот, ви посакувам пријатна вечер.